Добар ден, ученици! Јас сум наставничката Анета Мицковска од Основното училиште Киро Глигоров, Скопје. Денес ќе работиме математика за четврто одделение. Наставна единица – стратегии за собирање и одземање трицифрен број, со број блиску до полна десетка или стотка. Цели – да научиме да собираме или одземаме со полна десетка, стотка или илјада. Да избираме соодветни мисловни или пишани стратегии за пресметување, кои вклучуваат собирање или одземање. Да избираме и да најдеме одговори на проблеми со собирање и одземање, да објаснуваме и покажуваме како сме стигнале до резултатот. Да се подсетиме. Собирањето и одземањето како операции можат да се изведуваат хоризонтално и вертикално, како што можете да видите во примерите од презентацијата. Собирање. Пример. 143 плюс 28 е еднакво на 171. За полесно да го пресметаме збирот, може броевите да ги заокружиме до најблиска стотка. Ако првиот собирок го заокружиме до најблиска стотка, ќе го добиеме до најблиска десетка, ќе го добиеме бројот 140. 140 плюс 28 е еднакво на 168. На бројот 168 ги додаваме единиците, што ни останаа од бројот 143 и се добива резултатот 171. Ако вториот собирок, 28, го заокружиме до најблиска десетка, ќе го добиеме бројот 30. Во тој случај, 143 плюс 30 добиваме збир 173. Бројот 28 заокружен на најблиска десетка, рековме дека е 30. Што значи добиваме број за 2 единици поголем. Затоа од збирот 173 се одземаат 2 единици и се добива истиот резултат 171. Собироците може да ги заокружиме и до најблиска стотка. Ако првиот собирок 243 го заокружиме до најблиска стотка, го добиваме бројот 200. 200 плюс 121 е еднакво на 321. На збирот 321 ги додаваме десетките и единиците, поточно во случајов 43 и добиваме резултат 364. Ако бројот 121, односно вториот собирок, го заокружиме до најблиска стотка, ќе се добие бројот 100. 243 плюс 100 е еднакво на 343. На овој збир ги додаваме десетките и единиците од бројот 121, односно 21. И добиваме збир 364. Одземање. Пример. 143 минус 28 е еднакво на 115. Бројот 143 заокружен на најблиска десетка е 140. 140 минус 28 е еднакво на 112. Тука на разликата 112 се додава бројот 3 и се добива бројот 115. Односно ги додаваме единиците што ни останаа од заокружениот број. Бројот 28, ако го заокружиме на најблиска десетка, ќе го добиеме бројот 30. 143 минус 30 е еднакво на 13. На бројот 113 се додава бројот 2 и се добива бројот 115. Односно, бројот 2, тоа се двете единици што ги додадовме за бројот 28 да го заокружиме на бројот 30. Стратегија за собирање и одземање со разложување. Пример. 431 плюс 120 е еднакво на 551. Овој број можеме да го разложиме на стотки, десетки и единици. Сега ќе го разложиме целиот збир. 400 плюс 30 плюс 1.
Сето го ставаме во заграда. Плюс го додаваме вториот собирок. 100 плюс 20 плюс 0. Тоа е еднакво. Ке собираме најпрвин стотките. 400 плюс 100, потоа десетките, 30 плюс 20 и единиците, 1 плюс 0. Добиваме резултат 500 плюс 50 плюс 7, еднакво на 551. Исте случајот и со одземањето. Например, бројот 431 минус 120. Секој број го разложуваме. 400 плюс 30 плюс 7 во заграда минус затоа што ја имаме операцијата одземање. 100 плюс 20 плюс 0 е еднакво. Во најпрвин ги одземаме стотките, 400 минус 100, па десетките, 30 минус 20 и единиците, 1 минус 0. Добиваме 300 плюс 10 плюс 7, еднакво на 311. Стратегиите за собирање и одземање можат да бидат многу интересни, доколку се препуштите на играта со бројки. Ви предлагам секој од вас да се потруди да најде своја стратегија и да ја нарече по своето име. Вашата стратегија споделете ја со вашиот наставник или наставничка и со другарчињата. Имајте убав математички ден. Ви благодарам.